Дали стигна кате до местото на вежбањето? Денеска ќе лежи. Денеска лежиш, а? Да, спомна кате дека ќе зборуваме со физиотерапевт. Така е, да. Можеме да се смениме друг пат. Да, можеме. Да, за ваков прилог може и ја да ускочам ако треба. Сега, Александар Дојранлиев е физиотерапевт во овој фитнес центар каде што доаѓаме и го правиме овој предизвик заедно, нели? Сега, Јумеихо се вика техниката, тој ќе ни каже многу повеќе, ама и ќе се обидуваме да ви покажеме како изгледа цела таа техника. Јас како финсирте мислам дека ќе можеме и да ги гледаме како всушност изгледа целиот тој процес на масажа и на техника на Јумеихо. Александар, дали се слушаме и да не слова? Супер. Сега може да ни кажеш прво што е техника и да почнеш со ова што значи да се дојде овде и да се види како изгледа на лице место таа техника. Добро. Легни се сега моментално на стомак, пуши си ги рацете. Добро. Значи, Јумеихо техника е стара јапонска техника со цел да ја коригира кралицата да ја направи симетрична. Се смета со тоа што кога имаме асиметрична карлица или нееднаква една страна со друга, дека води до низа на проблеми во други сегменти во човечкото тело. Како например, од една страна ако е повисока, од десната например, како што е например тука кај Кате, со левото рамо би имала поголема веројатност да се направи некој проблем, некои болки, закачувања, намален обем на движење. И прво секогаш си проверуваме, значи скенираме постуролошки како изгледа секој човек и си делуваме од таму. Така. И потоа кога почнува оваа масажа или како се вика техника, како да ја наречеме? Може масажа, може техника, да. Најпрво ни се секогаш нозете карлица, па после тоа се придвижуваме нагоре. Има неколку моменти со тоа што се работи акупресура, масажа во стил на гмечење, истегнување. Изгледа добро да збале тренерите. Добро. Истегнување и мобилизација кога има потреба за тоа. Или попознато по македонски како крцкање. Крцкање. Да. Нема само до тоа да дојдеме до крцкање. Не се секогаш обавезни. Не се секогаш во Јумеихото обавезни тие. Да, добро. Вака не изгледа многу страшно. Не, ако имаш воспалени мускули, изгледа малку страшно. Не е ништо страшно. Не е ништо страшно. Воспалени мускули. Да, и сега колку време всушност трае оваа техника или оваа масажа? Генерално многу различно од човек до човек. Кај некој, например, може една терапија, еден третман да трае 15-20 минути, кај некој повеќе. Најчесто е 30 до 40 минути. 30 до 40 минути? Да, најчесто кај повеќето луѓе толку време е оптимално. Добро. И потоа резултатите може да дојдат од само една масажа, колку што ќе разберам? Тоа е зависно од човекот, во каква состојба доаѓа, што се дешава со неговото тело. Генерално после еден третман треба да осети улеснување. Дали ќе му помине све, не можеме секогаш да гарантираме, но улеснување треба да има. Така е, да. Добро, и сега кои се придобивките кога заедно го правиме? Како ми рече пред ова лидовско вклучување, дека паметно би било барем 2 пати во месецот. Еднаш до 2 пати као редовност, така. да си има човекот за да си ја држи таа симетрија. Да, и по време на вежбање, например, секогаш знаеме дека тогаш ги активираме двете страни еднакво. Немаме една страна да ни е многу посилна од другата. Така. Всушност, ми спомена дека сите ние, како луѓе, или барам 90 и кусур проценти од нас, имаат девијации во однос на тоа, дека нели как положбата на телото каде ја правиш, односно на која нога ја држиш тежината на телото. Значи сите си имаме некоја појака рака, појака нога, тоа што не е. Најчесто тежината ја ставаме на појаката нога што не е. Тоа го правиме неприметно, несвесно го правиме тоа најчесто. Но кога го правиме тоа во континуитет, води до побрзо изморување на таа нога. Тоест, со тек на време ќе почнеме да осеќаме болка. После некој време префрламе на друга нога.
почнал исти процес И ние некако си наоѓаме да, начин да. како да си Но помогнеме. генерално кога ја третуваме само едната нога, не може таа да земе да се одмори. Со тек на време си прави своји промени. Така. Затоа е оптимално на две нозе цело време. Иако сегаш се спуштени двете нозе, но дали е тежината префрлена соодветно, мала е разлика, Така е. но А голема проблема. Да, што се да, случува. да. Така е, да. Супер. И сега што да ми кажеш, всушност мене оваа деснава страна што ми е по или јас ја правам тежината на десната страна на ногата, затоа го имам проблемот со љубата. генерално да се префрлува од таму. Дека од десната страна ти е подкривната крилицата, Така. левото се подкрива за да искомпензира. За да искомпензира. Да. Така. Добро. Ајде сега ќе продолжиме да масираш. Да. Добро. Ако боли, ќе си станам. Некогаш може да има болка, Да. но не е страшно. Дечки, Јумеихо, така беше Јумеихо Да, техника. да. Што не ќе смислат јапонците? Паметни се тие јапонците, само уште ние да сватиме дека некои работи многу не се потребни во животот. 40 минути, може би 2 пати по 40 минути во месецот, Александар ве чека и ќе ви каже дека кога ќе наместите карлицата, потоа придобивките се многу поголеми. Александар не е спремен. Чекате малку само. Ама јас сум спремна заедно таму со Ненад. Слушнав во најавата дека денеска ќе има некој од Макфест. Ненад, дали сум во право? Слушам и ти се Ќе чудам. нај- Ти се чудам, Да. викаш Што ми ќе се станам. чуди Ти сега? не стануваш 40 минути од таму, во тоа сум сигурен. Среќа кај 9:30 треба да бидеш на следниот линк, па ќе стигнеш. И ова се моментите Слушај сега, каде што... знаеш која ја спремив за тебе? Чекај малку само да те одјавам со масажа. И ова се моментите каде што и благодетите каде што си нели горда на тоа како го заработуваш лебот. Те масираат и платата ти тече бе кате. Како беше, додека го пиете утринското кафе, вашата камата пристига. Уживај си ти, уживај си ти. Ама Ние ќе овде пееме, или сакам со поработиме, песна да Ванца. завршиме. Што се ја песна? Која песна? Ќе Ајде. пееме? Која? Да. Леле, кате би масажа, па дури пење. Звонат за мене. Ја знаеш? Звона, Звонат, ама со З, не со З. Во оригинал без испеана е тебе. со З. Со звона. Звона, звона. Јас знам и во оригинал, ама да не се... Злато мо. Злато мое,